А како и низ скопските општини, нашите екипи се на терен, одиме во Карпош. Александра Филиповска, по традиција од првиот круг е таму. Александра, добар ден, каква е атмосферата на гласачките места низ општина Карпош? Добар ден, Јовица, добар ден и до почитуваните гледачи на телевизија 21. Атмосферата е демократска, гласањето се одвива нормално, гласачките кутии се отворени во 7 часот утринава, нема никакви проблеми за сега. Се наоѓаме во една од поголемите општини во град Скопје, каде што има нешто помалку од 57.000 гласачи, а ние во моментов поминавме и повеќе избирачки места, меѓутоа се наоѓаме во основното училиште Лазо Трповски, каде што има 6 избирачки места. Тука гласањето се одвива нормално, може да гледачите забележат дека има и голем одзив на гласачите во овој период. Како течеше гласањето во текот на целиот ден, ќе слушнеме од изјавата на Езген Мемеди, заменик председател на избирачкиот одбор во едно од избирачките места тука. Гласањето се одвива непречено во фер и демократска атмосфера. Во однос на излезноста, во однос на првиот круг, што е забележително, дали имаме помала или поголема излезност на карпошани во овој круг? Во споредба со првиот круг, денес досега имаме помала излезеност од вкупниот број на гласачи кои се 697, досега излезеноста е околу 15%. Да, тоа беше заменик председателот на едно избирачко место. Морам да напоменам дека тоа конкретно се одвива на излезноста е конкретно за едно избирачко место од општина Карпош, иако од ова основно училиште Лазо Трповски, иако податоците на ДИК се дека е малку поголема излезноста него во првиот круг. Сега да погледнеме во продолжение кои се очекувањата на карпошани после локалните избори. Да слушнеме режија доколку е подготвена анкетата која што ја сними колешката Александра Филиповска во текот на денешниот ден со жителите од општина Карпош. А додека се подготвува, Александра, да потенцираме дека подолу во овие вести ќе направиме и анализа во однос на излезноста, која што и она во 11 часот која ја презентиравме, можеше да се забележи дека во општина Карпош беше безмалку идентична од првиот круг на локалните избори, а секако ќе направиме подолу во овие вести и преглед на излезноста од вториот круг до 13 часот и секако ќе направиме споредба со излезноста на во однос на првиот круг. Секако, општина Карпош е една од поинтересните општини во кои што ќе следиме во текот на целиот ден во однос на излезност, но и резултатите по 19 часот, бидејќи знаеме дека ако ги земеме во предвид резултатите од првиот изборен круг, навистина беше тесна трката помеѓу двајцата градоначалници. Во продолжение, слушаме што велат граѓаните на Карпош. Па прво и основно, не знам што беше ова со ѓубрето и по телевизиите како и на булевар ги истурат, контейнерот се празни по улица. Тоа го немало. Значи, тоа на сите нас не смета. Собирањето на сметот, невадење на парковите и уште кој знае што, има многу работи што мене не ми се допаѓаат. Очекувате промен да се смени на подобро? Да. Може да се рече паркови да има поише, малце почисто да биде. Па со хигиената да се подобри, значи зеленило повеќе, да паркирањето исто е проблем. Пошто ние тука живееме, имаме проблем, не можеме да ги паркираме возилата, бидејќи доаѓаат нели што играат фудбал, така. Урбанизацијата, да биде паркови да има. А освен